Еве на назад, почитувани, повторно во отвореното студио 1, јас и колегата Владко Чаловски, кој што ве дружиме овој предпладневен дел од студиото. И на наше огромно задоволство, денеска ќе поразговараме за едно хоби, планинарењето, кое што го има 14 годишниот Даниел Јанков. Даниел, добре дојде во студиото 1. Добро ве најдов. Поводот, всушност, почитувани што се одлучивме, нели, малку да, како гостин да го имаме Даниел, меѓутоа и да поразговараме околу неговото хобија, информацијата дека дури не само, ако може всушност така да се каже, на 14 години, Даниел ги има искачено највисоките врвови во Македонија, меѓутоа и на Балканот. Така, јас се имам искачено на Мусала, 2925 метри висок врв на Рила во Бугарија, тој е највисок врв на Балканот. Кој имам искачено голем кораб како највисок врв во Македонија, Триглав, највисок врв во Словенија и многу други врвови во Македонија. Даниел, како започна оваа твоја желба со планините? Некој стартува со кошарка, некој со фудбал, некој со ракомет. Даниел стартува со планинарење. Па јас уште од мал со моите родители одам во планинарскиот дом Караџица. Значи почнуваш многу млад? Многу млад, да. И со баба ми и дедо ми. На колку години е тоа? На 4-5 години веќе почнав да одам натаму, ама со коли. И потоа, после некој време, почнав да гледам филмови во врска со високите врвови во светот и добив желба да и јас да се искачам на еден таков врв и да почувствувам да видам какво е чувството се биде толку високо. Да бидеш над облаците. И какво е чувството? Чувството е прекрасно. Да се биде над облаците, погледот е прекрасен од врвот и те исполнува максимално се. Даниел, има ли некои особени подготовки кои ги правиш пред еден, еве искачувањето, самиот го спомна, Мусала на планината Рила во Бугарија? Има ли, тоа е највисокиот врв на Балканот? Така. Посебни подготовки нема, но цела недела пред тоа сум активен. Спортувам и друго, трчам, шетам. Колку да се одржиш, нели, во форма, да. И но посебни подготовки пред искачување на некој врв нема. Да, и посебна опрема, предпоставувам, имаш така? Посебна опрема треба да се користи. Се зависи од висината на врвот и од периодот во годината во кој што се искачува врвот. Ако тоа лето се носат потенки алишта и нема потреба толку многу опрема, во зима треба да се носи подебела облека и по потреба, како има снег, и техничка опрема, како дерези, цепени и други такви алатки. Каде ти беше најтешко? Кој врв може би така најмногу вложи труд за искачување? Најмногу труд и за Мусала. Се спремав многу долго време, го очекував тој врв и се спремав за него. Искачував многу македонски врвови за да стигнам до него. И сега кога разговараш со твоите другари, пријатели, добиваат желба, инспирација од ова што Даниел го прави, па и тие да го прават, или рекле врвовите не се за мене? Не се за нив, не ги влече тоа толку многу. Тоа е твоја посебна желба. Посебна желба. Така, само да напоменеме... Да споменеме дека еве веќе гледачите може да забележат дел од фотографиите кои што ги испрати, односно донесе Даниел. Даниел си има искачено на голем кораб, си има искачено на голема враца. Ајде некои од врвовите кои што ги имаш поминато во Македонија. Во Македонија го имам искачено кораб 2 пати, Тито врв го имам искачено 2 пати, Љуботен, голема враца, Миленков камен, Осте врв, Убава, и уште неколку други на Шарпланина. Исто го имаме Пелистер искачено, и на други не ми текнува во моментот. Планинарските тури најчесто ги имате во организација на твоето планинарско друштво или некогаш и посамостојно? Некогаш со моето друштво, некогаш со други друштва се приклучуваме, но некогаш и самостојно со неколку пријатели одиме на некој врв. Даниел, освен Мусала, го има искачено и Триглав. Дали се тоа двата врвови кои што ги имаш надвор од Македонија веќе искачено или? Тие се само двата врвови надвор од Македонија, сега се спремам да го искачам Вихрен и да одам на Олимп. Тоа малку време треба да видиме сега како ќе биде со зимата. Најверојатно на пролет
ќе ги искачам. Токму тоа сега да те прашам. Дали твоите искачувања ги планираш на некој начин според временските сезони или тоа воопшто не е важно? Тоа не е важно, временските сезони се планира на повисоките врвови во светот, но во Македонија и на Балканот општо не е важно времето на искачување. Која е твојата најголема желба, Ева, можеби за во иднина? За во иднина најголема желба е да го искачам Мон Блан на Алпите. Мон Блан, а Монт Еверест? Монт Еверест може тоа, но Ке почека малку. Ке почека. Даниел, кажи ми, има ли барем од некој некаква финансиска подршка во сето ова или ова е чисто ентузијастички самиот го правиш? До сега нема никаква финансиска подршка, до сега сам си ја купувам опремата, ги финансирам турите и до сега нема. Пак се надеваме за војнина да добием некакви спонзори за да можам да се искачувам на Алпите. Така. А колку е планинарењето различно од алпинизмот? Би преминали во тој малку поекстремен дел? Искрено не би преминал, тоа што тоа е вертикала која што треба да се искачи, дури на земја е добро, понатака ќе видим, ако има потреба, ќе се проба и да искачување на карпа. Имаш некој со кој што Мон Блан и ете тие повисоки врвови низ Европа и светот би ги искачувал или би го правил Даниел и сам, бидејќи таму е најсреќен, таму е најзадоволен? Сам е доста ризично, опасно. така? Тоа тие искачувања се одат во група. Ако би одел на такво искачување, би одел со водичот Дејан Доневски од I Love Hiking Group Македонија и би сакал да му се заблагодарам сега во оваа прилика за тоа што ми овозможи да се искачам на Мусала и на Триглав иако сум малолетен. И посебно со него, со други личности би се искачувал, но највеќе со него. Добро. Јас мислам дека доволно опфативме во однос на, нели, можеби има нешто да додадеш што не те прашавме, не успеавме во однос. Јас би дополнил. Даниел има 14 години, 9-летка. Колку рок си даваш на себе? Колку години си даваш на себе додека стигнеш до Мон Блан? Мон Блан рок си давам 2 години. Ако успеам да финансиски средства да обезбедам, Мон Блан би го искачил ова лето. Значи прилично ентузијастички, прилично амбициозен во ова што го правиш. Така. Браво. Па Даниел, ако всушност имаш уште нешто да ни дополниш со оглед на тоа што може да поминеме низ планините кои што си ги поминал веќе во Македонија, Кораб, Шарпланина, Јакупица, се имаш поминато од тоа. Во Македонија има амбиција за некои други врвови, иако не се највисоките веќе си ги достигнал. Има амбиција за уште многу врвови повисоки од 2000 метри на македонските планини. Тие искачувања се случуваат секој викенд, така да мора да се искачуваат тие врвови за да се одржи кондицијата. А колку ова ти одзема време од твоето формално образование всушност? Од образованието не ми одзема никакво време. Од личното време кое што? Личното време само одвојувам еден ден во недела, не сум дома од сабајле до вечер или ако се некои поголеми тури, не сум дома цел викенд. Еве за крај само би те прашал, ако треба да речеме некој друг да мотивираш зошто да го прави ова, повели со една твоја порака зошто некој би требало токму да го следи овој твој пример и на толку рана возраст да ги искачува планините на Македонија. Веројатно едно од работите кои што сега ќе ми ги кажеше, барем ќе ги види природните убавини на Македонија. Така, ќе ги види природните убавини, ќе диши чист воздух, малце ќе се помачи за да го искачи врвот, но погледот од врвот ќе биде прекрасен. Да, како што споменав и на почетокот, навистина ни беше задоволство што те имаме како гостин во студиото, бидејќи тоа како е важно младите, особено еве на 14 години, да имаат олку, ако може така да се каже, желба и мотив за здрав живот и да се посветат целосно на едно вакво хоби. И да ни ветиш дека после Мон Блан прво гостување пак во ова студио. Ќе ви ветувам, само што ќе го искачам Мон Блан, ќе се слушнеме и ќе гостувам пак. Те чекаме, Даниел.
Така, почитувани, тоа беше младиот 14 годишен Даниел Јанков кој ни раскажа околу неговите предизвици и жилби за планинарењето. Сега ќе направиме кратка пауза, па потоа ги отвораме телефонските линии за двете теми кои што ќе ги видите секако од кога ќе се вратиме назад во студиото, да ги слушнеме вашите мислења и ставови во однос на политичките настани. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа, сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот. Денеска во ексклузив. Ексклузивно. Дали најпосакуваниот ерген во шоу-бизнисот ќе стапне на лудиот камен? Дунавка Трифуновска со веренички прстен. Пеачката го спаси бракот. Елена Велевска очекува четврто дете. Мене ми помина низ глава таква идеја. Ребека ја нападнаа на Фејсбук. Нејзиниот сопруг обвинет за малверзации со лекови. Гледајте ексклузив вечерва 18:15 на 1 ТВ. Ако не во НАТО и ЕУ, 1 ТВ го прашува председателот Иванов која е другата опција за Македонија. Дали смета дека е кочничар на европската иднина на земјата? Што сакал да постигне со прогласувањето на воена состојба за крвавиот четврток? Зошто аболицираше лица обвинети од специјалното јавно обвинителство за злоупотреби и криминал? 1 ТВ упати отворена покана до председателот Ѓорѓе Иванов за гостување во програмата. Одговор се уште немаме. Како се создаваа успешни бизниси преку лажни идентитети? Ние ги откриваме имињата на оние кои стојат зад криминалот и корупцијата. Субвенции, јавни набавки, тендери, како и кому се делеа. Македонија не е во приватност на индивидуи. Откриваме се што се случува зад ваш грб. Нема заштита за локалните шерифи кои станаа бизнисмени. Бараме одговорност од најмокните за најмалку заштитените. Одговорите во Македонски инсайдер. Стартуваме од 15 јануари 2019 година. Бидете со 1 ТВ. И како што најавивме, во овие следни 10 минути простор за да ги слушнеме вашите мислења и ставови, нешто што мене ми е особено драго. Мене ми е особено драго затоа што ете неретко го правиме ова, мислам барем јас. Да. Ти си веќе навикнат. Но интересно ми е да ги слушам гледачите, да. Почитувани, двете теми веќе ги гледате. Нешто што еве во ова шаренолико студио би сакале малку да го истретираме. Предизвика овие две теми, богами, жестоки реакции во јавноста. Се однесува на моментот дека председателот Ѓорѓе Иванов по подолго време го прекина молкот, односно се огласи апропо сега моментите со случувањата во судот поврзани со крвавиот четврток, односно 27 април. Ги отфрли сите оние тврдења на сведоците како небулозни, па еве едно ваше видување во овој однос. И секако онаа информација која што денеска
пристигна, а тоа е дека специјалното јавно обвинителство со нов нацрт закон ќе им се прошират надлежностите и ќе им се продолжи мандатот. Нешто што беше многу долго чаловски разговарано и дискутирано и оспорувано од страна особено на опозицијата, нели, најмногу на ВМРО-ДПМН. Да, имаше многу ставови. Нивните поддржувачи секако, нели, дали кои се ингеренциите, како се ингеренциите на СЈО. Еве СЈО сега се трансформира и добива едни проширени надлежности. Ги гледате броевите на вашите екрани, ги очекуваме вашите јавувања. Да, работеа денеска колегите на овие две теми. Имаат и подготвено прилози, меѓутоа во интерес на времето би сакала, нели, да останат сепак за дневникот односно вестите во 16. Па еве за малку да ве заинтригираме, може да коментирате или за првата тема или за втората тема, секако или за двете. Нема никаков проблем, односно ете, ги најавивме. Специјалното јавно обвинителство се трансформира. Она што е како главна информација е дека со новите предлози СЈ, освен што ќе може да истражува случаи произлезени од прислушуваните разговори од 2008 до 2015 година, добива и одврзани раце да гони за сторени кривични дела. Меѓу другите и председателот на Република Македонија, пратеници, министри, судии, обвинители, како и партиски функционери. Зошто исто така ги поврзавме овие две теми? Токму поради овој момент. Од една страна, еве, се прошируваат надлежностите на специјалното јавно обвинителство дека може да го гони и председателот на Република Македонија, секако и другите партиски функционери, судии и обвинители. А од друга страна, веќе верувам дека на многумина од граѓаните им е познато што се изјави Иванов, бидејќи одек на ова информација на изненадување за многумина, бидејќи не удостојуваше председателот со, нели, одговори на новинарски прашања, најчесто пораките ги испраќаше од странство за сите случувања, но еве денеска ги отфрла ваквите обвинувања и тврди дека повеќе јавноста им верува на обвинети отколку дека се работи за небулозни тврдења, особено по сведочењата на обвинетите за 27 април, но во контекст на Иванов, токму би рекол дека без разлика какво е вашето мислење или вашите проценки за работата на председателот Иванов, чиј мандат завршува во мај следната година, факт е дека и тогаш кога Иванов имаше обраќања или најавени конференции за медиумите од неговата вила или она председателска вила на Водно, тоа најчесто се случуваше така што Иванов ќе дојдеше, ќе го кажеше она што го има и па и речи се никогаш не се одзва на новинарските прашања. Да, исто така да напоменам дека од кабинетот на председателот пак за попладне во чином околу 17 часот пристигна информација до нас до медиумите дека ќе има обраќање и до јавноста, бидејќи ова претходно беше одговор на новинарско прашање. Па верувам дека македонската јавност, вклучително секако и ние сме во исчекување што се ќе соопшти председателот, бидејќи како што напоменавме по подолг период се одлучи да се огласи. Дополнително исто така да напоменаме за нашата покана, односно поканата на 1 ТВ за гостување на председателот Иванов тука во студиото 1 на нашата телевизија, каде што секако понудивме да се одбере време и ден. Сам го бира терминот, сам го бира денот кога би гостувал во ова отворено студио, бидејќи ние сметаме дека јавноста заслужува да ги добие одговорите. Повторно ќе кажам, без разлика дали се работи за неговите критичари или за неговите поддржувачи, темите се отворени и сега, можете да го дадете вашиот коментар. Иванов, всушност, и кога би гостувал во ова студио, нешто за што чекаме одговор, ќе ги отвориме барем социјалните мрежи на 1 ТВ, каде што и вие ќе можете да ги поставите вашите прашања упатени до председателот на кој што му се ближи крајот на овој втор мандат како прв човек на државата. Така е, да дополнам да не
излезе дека ја форсираме само темата околу претседателот Иванов, оно што го споменавме може да коментирате, иако остануваат уште мал број на минути. Не ни остана премногу време за овие отворени телефонски линии. Оно што можеби ќе ви биде значајно е дека оној нацрт текст што се однесува на специјалното јавно обвинителство е веќе во подготовка. Со влегувањето во сила на овој закон, јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани или кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите се трансформира всушност во специјално јавно обвинителство и продолжува да ја врши својата надлежност претходно определена со Законот за јавно обвинителство, значи сите оние ингеренции кои што ги има сега. Па како ви звучи се ова исто така? Мислев дека ќе имаме прилика искрено да слушнеме некоја мислење, со оглед на тоа што токму, како што кажавме, овие две теми ја брануваат јавноста, но добро можеби во некој од следните изданија повторно секако ќе отвориме телефонските линии со повеќе време и еден поширок третман. Ова беше малку наку, соверувавме дека ќе ве заинтригираме, но добро. Се едно, Јана, оно што ние го објавуваме како еден ТВ во рамките на ова отворено студио е дека телефонските линии, односно вашите коментари, ќе можете во текот на целиот ден да ги оставате, се разбира, во посебни термини кои што ќе ви бидат најавувани со оглед на тоа што она една минута стандардна сега се претвори во цела, односно во цел ден. Така. Освен во овие термини од 14, од 15 часот, линиите ќе бидат отворени во текот на вечерашните термини, некаде во 19, некаде во 20 часот, па и во 22. Колегите веќе го правеа тоа. Се зависи од начинот на кој што домакинот на денот ќе ја формира програмата. Има еден гледач, знаев дека треба малку повеќе простор да се развијат темите, меѓутоа тој ќе биде еден и последен со оглед на тоа што веќе е време за вестите, но ајде. Добар ден, повелата. Дали се слушаме? Добар ден, повелата. Темата за председателот, Да, имате некаде не една минута, туку 2 до 3 минути со вашето јавување, бидејќи сте уникатен, прв и единствен, и потоа преминуваме на информативното издание. Добро, дали знаете зашто тој не личи на председател? Кога неговата уста има смејано, да се смеет некаде. Тој нема смејање кај него. Може би е сериозен поради работата која што ја извршува. Какво сериозен е, пак треба да човекот треба да се смеет. Добро, во однос на изјавиве денеска што верувам ги гледате веќе на екранот, како ги толкувате? Нашиот председател е само председател на ВМРО, пошто тој не е конституционален председател. Затоа јас мислам за него нема оценка. За него нема оценка. Да. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам секако за вашето јавување и споделувањето на вашиот став. И да, почитувани, тука веќе правиме кратка пауза. Следува, како што најавивме, следуваат вестите со колегата Александар Петревски. Со нас се гледаме малку подоцна пред 17 часот.